Значи има само 2 дневници за мене плата од джепот, 2 дена работа толку. Штото го оженет, супругата му французика чека во Париз, таму ка мајка ѝ. Значи таа се на младоженец, што ви рекле, нема пари. 2 дневници, не заборавајте, потенцирам. 2 дневници само. И во главата му влегува, сега е моментот, сега и никогаш. Со парите купува карта, 3-та класа, значи почна наистина, толку има пари. Колба в Ченери 2, едно парче леп, се качува на возот истата вечер. Откажува работата, жената чека, или ке чека жена е, нема каде да оди. И тој со возот оди за, нели таму Италија, сега да ви кажам попат, или Ljubljana, Zagreb, ваму таму, дојде во Белград веќе, отепан што се или без пари. Нема пари, нема јадени, нема работа, нема ништо. Но има желба да дојде во Македонија. Оди во Алвала, тоа е новинска агенција, бара информации за Македонија, тоа е Јужна Србија, тоа ще вика дели Ларнарска бановина. Ти му велат, што бараш таму да одиш, таму опасно. Тука се пука, нели, ваму таму. И ВМРО-ците, тогашните жнокомитите, напајат, нели. Еко граница од Бугарија, од Пиринска Македонија навлегуваат, вршат атентати, пак се повлекуваат. Што не се роди тоа? Не оди таму опасно, што ќе бараш таму? Ево ти книги да читаш. Значи брошури, вестници за етнографија, за историја на Македонија, нормално се пише о Србија, Јужна Србија, Срби, српско оваа. Добро, ги земат тие информации. Оди во бугарскиот конзулат, бара информации за Пирински дел Македонија, таму е базата на ВМРО. Тој тврдина во држава, држава во држава. Бугарите му велат во конзулатот, немој да одиш таму, таму е опасно за тебе. Ево ти информации. Книги, вестници за историјата, за етнографијата, така натаму. Тој ги зема нормално, вели благодарам, чита таму, бугари, бугарско и така натаму, нели. И сега не е нормално, нели. Не се харесва, Овие бугари кажуваат бугарско, овие срби српско. Нешто не е како што треба, нели. И тој ги фрла буквално и вели, ќе одам во Македонија да ги видам луѓето, со нив да разговарам. Значи дојде во Македонија, во Скопје, Битола, Охрид, во 31 година започна стапнува тука, отоди во Пиринска Македонија и она што го доживува како информација, како настан, како печатоци, сознание така натаму, од средбите со луѓето, го става врз хартија. Ова е книга оригинал од 35 година за слободата и смртта. Каде што пишува, еден дел не е целата книга, но еден дел е посветен на... Уште една треба да имаме, само 2 книги пишува. ВМРО, значи политичката ситуација во Македонија во тој период. Потоа, во 31-32 година, се среќава со